Добар ден, ученици, добре дојдовте во нашата училница на часот по македонски јазик. За овој час потребен ви е учебникот по македонски јазик. Пред да започнам со часот, сакам да ви кажам дека кога ќе поставам некое прашање, стопирајте го видеото, одговорете, а потоа продолжете со гледање. Сите ние имаме другари, другаруваме со него. Ученици, другарството е многу важно. Другарството е многу скапоцено. Другар со другар секогаш се сака. И во неволја другар подава рака. Другар со другар ако се скара, тој мора веднаш него да го побара. Добрите другари никој не може да ги скара, а тој што ќе се обиде, веднаш прошка бара. Ајде, отворете во учебникот на страна 153. Јас ќе го прочитам текстот, а вие внимавајте. Другарки. Еднаш ја запрашав својата ќерка. Знаеш ли зошто Наде ти е најдобра другарка? Ана зачудено ме погледна. Навистина сакаш да знаеш? Ме праша по некое време. Да, реков. Затоа што со Наде седам на часовите, заедно учиме и си ги кажуваме задачите една со друга. На одморот си ги делиме ужинките и играме исти игри. Кога сум болна, Наде ме посетува. Кога Наде е болна, јас ја посетувам. Почна да набројува Ана. Се насмевнав. Ана навистина имаше добра другарка. Но мене ми беше важно да потврди дали знае зошто Наде и е најдобрата другарка. Штом го знае тоа, ќе знае и да го чува другарството. Ајде сега вие, ученици, прочитајте го еднаш овој текст во себе. Зашто станува збор во овој текст? Во овој текст се зборува за другарството на двете најдобри другарки, Ана и Наде. Зошто Ана се дружи со Наде? Затоа што Наде е многу добра другарка. Заедно седат на часовите, заедно учат, си ги делат ужинките и играат исти игри. Каква другарка е Ана? Ана е многу добра другарка. Таа е многу внимателна, грижлива и дарежлива. Зошто ти се дружи со твоето другарче? Ајде, ученици, одговорете зошто вие се дружите со вашите другарчиња. Откако одговоривте, следува порака. Без другари е тажно, другарството е важно. Драги ученици, со оваа порака ќе го завршам денешниот час по македонски јазик, следува домашната работа. Раскажете како се дружите вие со вашето другарче. Запишете во тетрадките. Драги ученици, ви благодарам за вниманието, се гледаме следниот час. Довидување!